ДПМН, овие драматични случувања може да ја однесат партијата во уште подлабока изолација и поделба. Јас сум многу загрижен од драматичноста на настаните што се случуваат. За жал, според мене, партијата оди во понатамошна изолација. Потезите кои што на прв момент делуваат прифатливи од пиар гледна точка за јавноста се задоцнети и се реакција, а не акција. Всушност, она што се направи вчера беше додворување на гласачкото тело, беше додворување на членовите, меѓутоа штетата е веќе направена. Како што знаете, отворен е процесот за промена на уставното име од страна на пратеници на ВМРО ДПМН. Без нив тоа не можеше да се случи. Ако се сеќавате, пред да се гласа во собранието и пред 30 септември немаше соодветна акција и соодветен став од страна на партијата. Пред минатиот петок, односно отворањето на уставните промени, се ветуваше на членството дека пратениците на ВМРО ДПМН нема да го направат тоа, па сепак го направија. Сега се случи исклучување, драконска мерка која што не е соодветна. Наместо да има дебата, наместо да се дискутира зошто е тоа така направено, се оди веднаш на исклучување, со што пратениците всушност им се отвори слободен пат да продолжат по процесот на променување на името, со тоа што сега имаат изговор. Тие се исклучени и може слободно да делуваат и да прават како што мислат. Според Петровски, ВМРО ДПМН требало да го каже својот став пред 8 пратеници да гласаат за потребата од уставни измени, за да ги заштити од подкуп и евентуални закани. Се она што се правеше беше токму спротивното од тоа што требаше да се прави. Ако имало пратеници за кои што партијата мислела дека ќе влезат у промена на уставот, таа требала да ги соопшти пред промената на уставот, односно пред петокот. Ако имало криминални притисоци и подкуп, требало да се соопшти тогаш. Јас и во други прилики реков дека по потпишувањето на Преспанскиот договор, кој што е пред 4-5 месеци веќе, требаше да се повлечат пратениците, да се напушти парламентот и ВМРО да влезе во фаза на внатрешна реорганизација. Бидејќи пратениците не беа заштитени, не може никој да ги обвинува за било што направиле. Ако некој ги притискал, тоа е затоа што партијата не ги заштитила. Партијата има обврска да ги штити своите членови, односно своите пратеници и согласно тоа да имаат цврстина. Таа буквално немаше свој став, немаше однос кон овие прашања и сега имаме сериозни последици. За сега иднината на најголемата опозицијска партија според Петровски е нејасна и матна. За сега нејасна, матна. Ќе видиме дали имаат капацитет. Јас се сомневам да ги обединат